Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски оствари средба со претседавачот и членовите на заедничкиот комитет за прашања поврзани со Европската унија на двата дома на ирскиот парламент во рамки на работната посета на Даблин. На средбата биле разменети мислења за актуелната состојба во процесот на евроинтегративниот пат на Македонија, како и за улогата на Ирска, како еден од силните поддржувачи на политиката на проширување на Европската унија. Муцунски изразил благодарност за континуираната и принципијална поддршка што Ирска ја дава на евроинтегративниот пат на државава. Министерот истакнал дека владата останува целосно посветена на реформските процеси со посебен фокус на владењето на правото, зајакнување на институциите и интензивирање на борбата против корупцијата. Според него, овие области се клучни за забрзување на напредокот во пристапните преговори со Европската унија. Во разговорите било нагласено дека кредибилен и предвидлив процес на проширување, кој се темели на заслуги и исполнување на копенхашките критериуми, представува суштински елемент за зачувување на довербата во Европската унија. Од ирските представници, како што соопшти министерот, била потврдена поддршката за проширувањето на Европската унија, како и подготвеноста за продолжување на соработката со Македонија во насока на унапредување на европските интеграции и реформските процеси. Муцунски нагласи дека европскиот пат останува стратешки приоритет на државата и дека реформите не се само услов за членство, туку и основа за посилни институции, подобро владење и повисок квалитет на живот на граѓаните. Министерот за здравство Азир Алиу ги поздрави учесниците на отворањето на 49-та пленарна седница на здравствената мрежа на Југоисточна Европа, која се одржува во Скопје под претседателство на Израел. Во своето обраќање, министерот истакна дека оваа регионална иницијатива веќе 25 години представува важна платформа која ги обединува земјите од Југоисточна Европа околу заедничката цел – унапредување на здравјето и благосостојбата на граѓаните. Тој нагласи дека оваа организација прераснала во значајна меѓувладина организација со 9 земји членки која овозможува размена на искуства, градење институционални капацитети и координација на здравствените политики во регионот. Во фокусот на пленарната седница, како што посочи Алиу, се неколку клучни теми од стратешко значење за еднината на здравствените системи. Меѓу нив се развојот на дигитални здравствени иновацијски екосистеми, унапредување на улогата и лидерството на медицинските сестри, како и зајакнувањето на подготвеноста и отпорноста на здравствените системи во услови на кризи и вонредни состојби. Министерот потенцираше дека Македонија останува силно посветена на дигиталната трансформација на здравствениот систем, како и на јакнењето на човечките ресурси, особено преку унапредувањето на улогата на медицинските сестри во здравствената заштита. Дополнително тој најави дека на негова иницијатива во септември ќе биде организирана регионална конференција под покровителство на Светска банка, на која ќе учествуваат министрите за здравство од целиот регион. Целта на настанот ќе биде продлабочување на регионалната соработка и размена на добри практики. Учесниците на седницата, според најавите, ќе дискутираат за заедничките предизвици и можности за развој на поефикасни, поинклузивни и поотпорни здравствени системи во Југоисточна Европа. Јужнокорејскиот министер за одбрана Ан Гју Бек соопшти дека тампон зоната јужно од војната демаркацијска линија со Северна Кореја ќе биде намалена од 10 на просечно 6 километри. Како што објави јужнокорејската новинска агенција Јонхап, мерката е дел од поширок план за прилагодување на цивилната контролна линија, која е воспоставена по Корејската војна, со цел ограничување на цивилниот пристап и обезбедување безбедни услови за војните операции во пограничниот појас. Министерството за одбрана наведува дека промените се воведуваат во контекст на намалување на бројот на воен персонал во одредени подрачја, како и потребата од подобро прилагодување на безбедносната инфраструктура на новите услови. Според властите, целта е да се задржат оперативните капацитети, но истовремено да се овозможи поголема флексибилност во користењето на просторот. Планот предвидува постепено ублажување на ограничувањата во зоната, што би овозможило поголем пристап на цивилното население, би придонело кон поттикнување на регионалниот економски и инфраструктурен развој во пограничните области. Цивилната контролна линија и придружната заштитна зона досега представуваа строго контролирана област, долж границата меѓу Јужна и Северна Кореја, со ограничен пристап за цивили и зголемено воено присуство,
Со новата одлука СЕУ сигнализира постепено прилагодување на безбедносните мерки кон нови оперативни и демографски услови, без формално менување на статусот на демаркацијската линија. Најмалку 3 ирански танкери што превезуваат околу 5 милиони барели сурова нафта го напуштија Ормускиот теснец, што според податоците на аналитичката компанија Флер представува прв значаен поморски поместувачки тренд откако започна актуелниот спор меѓу Соединетите Американски држави и Иран. Два од танкерите, идентификувани како Диона и Херо 2, кои се наоѓаат под американски санкции, пренеле вкупно 3,8 милиони барели иранска нафта, додека третиот танкер транспортирал дополнителен милион барели сурова нафта. Според аналитичарите, ова движење може да укажува на постепена нормализација на поморскиот сообраќај во регионот, по најавите за постигнат меморандум за разбирање меѓу САД и Иран, кој според извештаите треба да стави крај на повеќе месечните тензии и ограничување во регионот. Официјалното потпишување на договорот е најавено за во петок во Женева. Деталите се уште не се објавени. Сепак се очекува дека документот ќе опфати повторно отворање на Ормускиот теснец и олеснување на дел од санкциите за извоз на иранска нафта. Ормускиот теснец е една од најважните светски поморски правци. Пред конфликтот беше клучна рута низ која поминуваше околу 1/5 од глобалната трговија со нафта. Бродските компании и осигурителите сепак остануваат предпазливи. Дел од нив нагласуваат дека премините за воен ризик се уште се високи, дека ќе биде потребно време за враќање на довербата во безбедноста на пловидбата низ теснецот. Аналитичарите пак предупредуваат дека иако постои зголемено движење на танкери, вистинската нормализација ќе зависи од имплементацијата на договорот меѓу САД и Иран. Времето денеска во земјава променливо облачно и топло со сончеви периоди во текот на денот. Во попладневните часови се очекува локална нестабилност, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместа атмосферските процеси ќе бидат поинтензивни, со услови за пообилен пороен дожд и можност за појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Минималната температура ќе се движи од 10 до 17 степени, максималната дневна ќе достигне од 25 до 31 степен Целзиусов. Во Скопје времето променливо облачно и топло со сончеви периоди. Во попладневните часови во делови од котлината ќе има услови за нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Минималната температура ќе се спушти до околу 15 степен, максималната ќе достигне до 31 степен. Според прогнозата денеска и утре во попладневните часови ќе се задржи нестабилно време, со локални врнежи од дожд, ретки грмежи и засилен ветер. Утре се очекува процесите да бидат поизразени со пообилен пороен дожд и услови за ретка појава на град. Од утре до почетокот на следната седмица се најавува постабилен период со умерено облачно време и сончеви периоди. Ќе дува умерен повремено засилен ветер претежно од северен правец. Температурите ќе останат во слични рамки.